Почитувани, вие го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин во емисијата е Дита Старова-Керими, директорка на Национална галерија. Старова-Керими, зад вас е една навистина исклучително успешна година. Година по која очекувавте и натаму да продолжите со истото темпо и со активностите на Националната галерија. Меѓутоа, условите се променија и добар дел од објектите на Национална галерија во последниве 4 месеци останаа затворени. Што ви беше првичната мисла во оној момент кога се случи тоа? Националната галерија, уште од самиот почеток, јас кога застанав на чело на оваа институција, сакав да создадам една динамика на постојаност на некои активности. Љубителите на уметноста да знаат дека нешто се случува во Националната галерија. Дали е Чифте Амам, дали е Даут, постојано имавме ретроспективи, мала станица. Целата таа внатрешна насоченост кон представување на мостот, на стигнување на добро, затворивме, посетата не е присутна, но луѓето и тие што не следат се внатре во своите домови затворени. Требаше да создадеме еден мост, тој мост да биде присутен преку дигиталните медиуми. Се соочивме со една нова условноземена нормалност. Требаше да се продолжи напред. Како тоа го направивте? Секако не беше лесно, бидејќи и во самиот тим постоеше неизвестност, сега како тоа што ќе го направиме, ќе го презентираме пред публиката. Веќе тоа чувство на презентирање на едно дело кое што треба да го почувствуваме, треба и дигитално да го пренесеме и тој што седи зад камерата да го почувствува. Мимо тоа што се случуваше, значи и во светот, каде што беа присутни тие фотографии на испразнети музеи, на испразнети плоштади, преку нашата динамика и преку тоа што ние го нудиме да бидеме интересни. Исто така тимски одлучивме дека треба не само презентацијата на дела да биде дека тоа и тоа дело представува тоа, туку напротив да создадеме една интеракција каде што и тие што се позади своите екрани да се чувствува дека се еден дека се поврзани со галеријата, како со нивното присуство, бидејќи ние имаме и следбеници кои што се во секоја изложба кои што се присутни на нашите отварања, но исто така не следат и на нашите социјални медиуми. Значи, тој транзит беше многу присутен и требаше на некој начин да се најдеме и врска помеѓу љубителите, уметниците и самиот тим кој што, нели, и во нормални услови некој е поактивен, некој е поагилен, некој е поинертен. Значи, да се создаде една работа која што нема да изостанува од презентирање на нашето најголемо национално благо и да бидеме присутни во свеста, да не заборават луѓето дека постои Националната галерија и дека преку културата ние можеме да ги надминеме сите потешкоти, да бидеме отпорни на тоа што се случува и да живееме со уметноста која што ја нуди една од најголемите галерии тука во земјата. По угледот на светот, националните галерии, музеите, започна соделување на интернет, со виртуелноста која им ја понудија на своите посетители, на љубителите на уметноста. Какво е искуството што по овие 4 месеци вие лично, луѓето во Националната галерија, го извлековте и кои се натамошните планови во однос на делувањето? Мислам дека како и во сите сегменти и културата имаше потреба од застанување. Преиспитување на тоа што се случува, на еден голем консумеризам кој што постојано само се менуваше. Наеднаш имавме еден голем период на размислување и рефлектирање што се случуваше, дали беше тоа што треба и што ќе се случува. Веќето светски музеи, како Лувр, сега ја земам Франција како пример, како Лувр и сите други беа затворени. Но сите најдоа Жорж Помпиду, сите најдоа еден начин како да излезат од кризата со една успешна светска изложба. Како што е во Жорж Помпиду беше отворена изложбата на Кристо. Иако знаеме нели дека
почина пред месец дена, но еве една изложба која што ја врати текако публиката во Франција, иако нели таму имавме неколку во овој период имавме неколку турбуленции кои што следеа една зад себе и кои што стварно создадоа еден импакт на создавање на едно поинакво размислување како треба да се посети една изложба. Така да гледам дека светските тенденции се покривање на една светска уметност, иако нели финансиски е многу захтевна, но е потребна за да ги согледаме реалните вредности. Не е потребата само да се изложува колку за да се исполнат нели нашите простори, туку треба една вистинска вредност, да се најде сила, да се вистински и финансиски да се застане зад еден проект кој што ќе биде издржан и кој што ќе ја врати на некој начин публиката. Криза, културна криза има насекаде, колку што ги следиме. Една голема солидаризација сега помеѓу музеите постои, бидејќи сите го бараме патот кон одење натака, како ќе биде тоа чувство на влегување во објектот со маска, на едно чувство дека некој те следи, да не се доближи со некого, а напротив, ти во еден објект дури добро е да се најде комуникација, не само визуелната комуникација, туку и вербалната со другите љубители на уметноста кои што се присутни во таа просторија. Значи, едно големо непознавање кое што тек сега не очекува и треба едно големо размислување. Не како што реков, само колку за да се презентира и да се направи нешто, туку треба стварно на оваа публика да и се понуди нешто што заслужува. Имаме едуцирана публика, публика што знае што сака. Се надевам дека во догледно време Министерството за култура прво, како база на сите нас институции, ќе рефлектира на тоа дека нашите институции прво имаат потреба во овој период една голема инфраструктурна поддршка. За да можеме токму да размислуваме и на еден чекор поголем во однос на изложувањата на нашите дела. Неодамна започнавте и со новите проекти, проектите од годинешната програма. Започнавте со големиот Атанас Атанасовски. Пред вас се и проекти каде што ќе ја видиме ретроспективната изложба на Решата Мети и изложбата на Моника Мотевска. Се тоа до крајот на годината. Како ќе се одвива таа динамика на представување на овие уметници во Националната галерија? Што со овие изложби? Ќе мрднат ли тие реалноста од онаа точка во која сега се наоѓа? Секако дека инсистирав прво како творец и после како директор да не запре музеот да живее. Да се дочека првиот момент, тој протокол, тој фамозен протокол кој што требаше нели таа посебна комисија да го иницира за нас и да го представи. Го чекавме секој момент за да можеме токму да почнеме, бидејќи треба нели да секој да си го оправда своето действување во ова општество. За нас среќа има и од тие уметници кои што го прифатија на предизвикот, иако беа во програмата, и да продолжат во овој сизифовски дел на действување во културата и заедно со нас да покажеме дека можеме. Не е лесно, има многу предизвици, не можеме да кажеме дека можеби негде и грешиме, но се радувам што публиката добро прифаќа и додека беше тој момент на дочекување на протоколот, имавме среќа во програмата да биде еден од нашите позначајни уметници, Атанас Атанасовски, кој што своето дело го градеше. Значи, тоа дело, представување на едно дело како се гради, и тоа е многу значено за самиот креатор, но и за идните генерации кои што доаѓаат од факултетите за уметноста за да видат еден голем уметник од тој калибар кој што токму излегува од нашето поднебе, поточно од Прилеп, како размислува и како создава. Професор на универзитет, мајка, сопруга, директор на Национална галерија. Каде е уметникот Дита Старова Керими? Креативниот процес е потребен, кој што постојано не трга од секојдневните активности. Без тој процес не би биле исполнети сите други процеси. Можам да кажам дека понекогаш ме фаќа и носталгија во тој период каде што бев постојано активна, бидејќи не секој уметник треба постојано да вежба
основно кажа на раката, за да може да продуцира една убава позадина, една убава творештво зад себе. И сега во моментот каде што ви се дава една прилика, прво како едукатор, како мајка и како јавна личност, да направите измени, сметам дека треба сите своји капацитети да се внесат во тој момент и да се направи една измена во ова општество. Лично можам да кажам дека направив еден голем исчекор, иако во тоа што се случуваше во Националната галерија, бидејќи кога застанав на чело на оваа институција, можам да кажам дека јас лично како уметник не сметав дека можам некого да го изложам, пријател или јас лично, го напротив, првата моја идеја беше овие објекти да зацврстат. Затоа мислам дека сите тие сегменти на личноста и креативноста една со друга се поврза за да го имаме тоа што се случува моментално во Националната галерија. Благодарејќи на тие чувства на мајчински, овој период многу полесно го надминав со тимот на Националната галерија, бидејќи нели секако треба да се грижиме за објектите, но треба да се грижиме и за вработените кои што овој период треба да го надминат, да бидат активни, креативно активни, но и да продолжат. Пак ќе речам, може би жалам понекогаш за мојот креативен процес, кој што малку може би стагнираше, но се радувам што општествено создадовме една убава слика заедно со тимот за Националната галерија, која што на мое лично задоволство ме прави уште посилна за да истрам во сите други сегменти на моето действување, како мајка, како едукатор, како директор и првенствено како уметник. Ви благодарам на разговорот, а вам, почитувани, за вниманието што ни го даривте.